Од 1 септември во Македонија ќе се гради согласно утврдените европски стандарди. 1 септември почнуваме да работиме по еврокодови. Утврдивме дека процесот е канализиран, дека сите институции се спремни за примена на еврокодовите. Утврдивме дека едукацијата во минатите 2 до 3 години е постојана и дека инженерите ги имаат сите услови да се доедуцират за да почнат да работат согласно новите нормативи. И заради тоа денес уште еднаш ги повикавме компаниите, своите вработени, да апелираат на своите вработени и да укажат на важноста од примена на еврокодовите од 1 септември. Дали еврокодовите ќе ги поскапат становите? Не очекувам моментов зголемување на цената, затоа што имаме многу долга работа за комплетна и правилна примена на еврокодовите. Што ова значи за градежништвото? Со тоа ќе ја зголемиме конкурентноста не само на компаниите, него на физичките лица градежници, а со тоа да не разговараме за развој, него со тоа може би во иднина би го обезбедили опстанокот на нив. Што фактички значат еврокодовите за македонските градежници? Европски прописи кои што освен што треба да обезбедат конструктивни проекти, сигурни, стабилни градби, одржливи градби, треба да обезбедат и конкурентност на нашите инженери. Од Институтот за стандардизација велат дека се подготвени за примена на ЕУ стандардите. Во потпуно се исполнети условите за примена на стандардите за проектирање. Што значи тоа? Тоа значи стандардизацијски стандардите за проектирање, еврокодовите наречени, се усвоени на македонски јазик со сите национални додатоци, односно подготвени параметри околу 1500. Лани градежниците потрошиле градежни материјали и енергија во вредност од 11,8 милиарди динари, што е за 6,6% повеќе во однос на претходната година, објави Државниот завод за статистика.